медиумска писменост. Информираност на граѓаните за што се случува и исто така препознавање на вестите, која е лажна вест и која не е лажна вест. Тоа е колку луѓето знаат, колку се известени за тоа што се случува. Особено за препознавање на како вид на медиум се работи, информации, нешто тоа контекст. Нашето познавање кон медиумите, нашата свест да ја разбереме содржината. Скролам по таймлайн, најчесто на Facebook и читам информации што ги споделиле пријателите. Или, например, има бесплатни патувања за сите млади, тоа звучи многу примамливо, че уклучиш на крај тоа не е вистина. Ипак има некоја цена тоа. Па не верувам искрено. Има разлика меѓу вистински и лажни информации и често се очигледни, се препознаваат. Видете кој? Видете какви други информации има на тој вебсайт. Размисли со своја глава. Немој само да ги голташ информациите. Ако една храна ја помирисаме, па после ќе ја вкусиме, па дали е топла или ладна и така натаму, па после ќе одлучиме дали ќе го голтнеме залакот или не. Инаку ќе го плукнеме. Ова горчи, нечини расипано или така натаму. Истото и со вестите. Секоја вест мора да има одговор на прашањата кој, што, кога, каде и зошто. Размислете дали тоа што сте го слушнале ги има одговорите на овие прашања и по кој редослед се поставени. Информирајте се на различни начини. Информирањето од различни извори, од луѓе кои што имаат различни ставови, тоа ќе ве донесе до еден ваш заклучок, до едно ваше мнение за одредена тема. И така ќе се заштитите. Ако останете на еден линк што ќе го најдете, тогаш во вашата глава ќе биде само тоа што ви го презентирал тој линк. Си поставуваат автоцензура. Не ова не го објавува. И вестите на локалните медиуми се сведоа на временска прогноза, што е многу жалосно. Важно е како медиумски писмена личност да го искористиш својот мозок за да ги разбереш работите, а не да оставиш некој друг да ти буричка во твојот мозок и да ти каже какви се работите. Што повеќе луѓе успеваме да им извлечеме мислење и да ги прикажеме на телевизија и на медиум, мислам дека ќе се охрабрат и други да зборуваат. Првично препознавање на вистинска од лажна вест, иако до пред некој ден мислев дека тоа го знам доволно добро. После обукава проценев дека имала некои работи кои не сум ги знаела. Како се однесувам со Фејсбукот, например, како гледам телевизија, например, како се. Како ги препознавам кои се лажни вести, кои не се. И да ја толкува со својот мозок, а не само да ја кликне веста и да верува во све што ќе прочита и да ја сподели со другите луѓе. Значи треба малку да ја истражува на таа тема. Самиот наслов, правописот, дали е со големи букви, дали се остави некои интерпункцијски знаци, дали има прашање во насловот. Ќе пробам јас да ги сватам новинарите, дали они имаат нивната причина за да го напишат тоа. Секогаш пробувам да дознам повеќе за таа вест и нема да верувам во се што ќе прочитам. Не само гледање слепо кон статијата, туку препознавање на веста, дали е таа важна, дали е вистинска, каква порака има кон нас.